Naslednji od faktor je golem rizik za srcevi i mozočni udari kaj mladite. Vo medicinat ovaj problem se narekuva hiperholesterolemija i dok oben izraz doagja se počesto. Апсолутно е докажано дека има генетска врска и предиспозиција кај децата на родителите кои имале кардиоваскуларни инциденти од типот на удари, напади и слично. Poradi ova potrebni se preventivni pregledi za utvrduvanje na nasledniот фактор и ризиците од него. После 30-та година да почнат со превентивните прегледи, после 25-та да почнат со превентивни прегледи, да се знаат мастите во крвта, шеќерот да е контролиран, притисокот да е контролиран, така со контрола на тие моменти ќе се избегне оваа оптовареност наследно. Сепак дали ова е доволно за наследните болести да се спречат? Мора да кажеме дека во одредени случаи и тука медицината не е потполно моќна, треба да се подвргнат на поинтензивни медицински испитувања и да се прават сите потребни превентивни, но и лекувачки, куративни методи. Rizik plus je тоа што граѓаните и потенцијалните пациjenти воопшто и не знаат од што да се пазат. Знаете ли кои наследни болести може да се појават? Знаат се многу болести, 350, одека да ги знаеме. Ова се случува со 90% од луѓето, еден обичен преглед може да спаси живот, особено кај овие лица. На возраст помеѓу 35 и 40 години, нивниот ризик за смрт во однос на останатите е поголем и до 20 пати.